Здраво Македонија. Нешто по 18 часот, што значи време за листа за 300. И денешното издание ќе го започнеме, се извинувам, со запознавање на денешните надпреварувачи. Како и секогаш, прво ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Ѓоко и Никола. Повелете. Здраво, Марче. Здраво, Никола. Добри сте? Здраво. Ѓоко. Како? Супер сме. Добро расположени? Трема имаме малку. А како не ти верувам ништо. Тоа сте ти. Сајаш нема, треба имаме. Ки да ми лапнете уште 300 евра денеска. Ќе пробаме. Ќе пробаме, така. Да. Браво за минатиот пат, одлично одиграна партија. Супер беше. Иако искрено ќе кажам, посакав пенали. Да играме малце, така тренира работата, викам и ќе биде интересно. Сега и вака беше интересно, супер. Да, ќе беше за мене поинтересно, не знам за вас. И за мене, за гледачите. Да, така. Супер, за денеска подготвени, така? Да. Нешто да додадете? Па поздрав исто до семејството и до сите гледачи на сите телевизија. И јас. Ти благодариме. Да. И од мене еден поздрав секако до сите гледачи и до целата фамилија и ваша па и моја. Да ја искористам да ги поздравам, никој што сум ги поздравил. Да. Епа домаќини. Ако сме подготвени, да влеземе по домаќинската кабина, може? Може. Повелете. А секако, ништо не правиме и без нивните противници, односно без денешните предизвикувачи. Па затоа, да ги поздравиме Перо и Златко. Повелете. Перо, здраво. Здраво, Марче. Златко, здраво. Како сте? Добро. Повелете, може малце понаваму да дојдете, така супер сте. Добро, Марче. Перо, ти веќе си бил во листа за 300, запознае се со целиот концепт, со сето она што се случува тука. Најде едно освежување чисто за гледачите, од каде доаѓате, што правите во животот. Доаѓаме од Крушево. Како е во Крушево? Чист воздух. Во убаво. Крушево, воздух, снег има. Одлично. Супер. Како што треба да е. Да. Кој што го личи Крушево. Како што го личи Крушево, така е. Ајде да запознаеме тебе, првпат си во листа за Златко 300. исто од Крушево. Кој те натера? Мислам, чија идеја беше Колегата. Да. Колегата. Малце да се дружиме. Колеги, Да. Да, каде работите ако смеам да Македонија прашам? Македонија пат. Поздрав Значи до имате секција работа. Битола. Подружница Битола. Подружница Битола, голем колегите. поздрав. Ете до колегите и до цела Битола. След денеска расположени ли сте за игра? Па расположени до тука бидува. Да, тука видео, ќе видиме за понатаму. видиме. Трема, преска спомна Златко нешто да ќе има, ама сега веќе не ми личиш како да имаш. Нема. Супер, или добра криеш, што е добра работа, значи имаш добро на покерашко лице што викаат. Дел од нели листа за 300 е и да ги надмудрите вашите противници, па сега Се надеваме. Здравје. со среќа во продолжение, бидете внимателни само, ја точно на сите им го кажувам, кои што подолго време не били или пак прво доаѓаат, бидете внимателни на темата која што ја кажувам, која што ја читам, нели? Ако нешто не е јасно да си прашате, ако имаме некаков технички проблем да си кажете да го отстраниме, и тоа се трите основни работи во листа за треба да три кажам, се надевам три кажам. Трите основни работи се. Ви поише или помалце да сум кажал, не е важно. Там. Денеска како предизвикувачи, ако победите, ќе ја превземете другата кабина. Подготвени сме? Подготвени. Супер, со среќа во продолжение, ваша предизвикувачката кабина, повелете. Ѓоко и Никола, односно Перо и Златко, седнаа во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги провериме дали работат како што треба, за да си немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Перо и Златко, дали се слушаме? Да. Одлично. Уште едно само ќе повторам, ако имаме некаков технички проблем, не заборавајте да ми кажете, било какви пречки ако имате, нешто што ви смета, да ми кажете за да ги решиме и нешто ако не е јасно, да ме прашате. Сега ќе исклучиме и вашата кабина да провериме на вашите противници и да започнеме со денешното издание на листа за 300 домакини. Дали се слушаме? Се слушаме, да. Одлично, може да почнеме. Така е, да. Може. Супер, фала ви. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини. Домакините дадоа зелено светло, па значи може да започнеме. А како и секогаш така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови кои од самогласки ја содржат само буквата А.
Извор – македонскиот дигитален речник. Бараме зборови од најмалку 5 букви, кои од самогласки ја имаат само буквата А. Зборовите не смеат да содржат други самогласки. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, народи и слично. Зборовите мора да бидат во еднина и да не бидат членувани. Ѓоки Никола, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Пери Златко, дали не е јасна темата? Супер. Да. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Перо и на Златко. Ќе ве замолам да исклучиме капитанта на домакините, а Пери и Златко, кога ќе имате понуда, кажете. 3. 3. Започнуваме со 3. 10. 10. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. Едно повеќе 18. 19. 19. 20. 20. Само да прашаме 5 или повеќе букви или точно 5? Од најмалку 5 букви. Значи најмалку. Најмалку 5 букви, да, од 21. 5 натаму. 21. И на вас да ви го повторам тоа, значи зборовите треба да бидат од најмалку 5 букви. Ме праша вашите противници од колку најмалце, па и со вас да го споделам тоа. Последната понуда е 21. Нека одговара. Да одговарат? Да. Ајде да видиме Перо и Златко дали ќе се исплати оваа стратегија. Ѓоко Никола, 21 празно поле, 21 точен одговор ни треба. Дали поише две, дали може да има? Вака, Не. ќе ви прочитам уште еднаш. Бараме зборови од најмалку 5 букви кои од самогласки ја имаат само буквата А. Значи може и повеќе пати Може ја и да има. повеќе А да има, да. Но само таа самогласка смее да има. Зборовите не смеат да содржат други самогласки, не се признаваат лични географски имиња, називи на компании, народи и слично. Зборовите мора да бидат во еднина и да не бидат членувани. Во ред. Во ред, кога ќе бидете подготвени, стартувајте. Тапан. Тапан, прв точен одговор. Табла. Табла. Така е. Глава. Глава. Точен одговор. Тарана. Тарана. Точен одговор. Газда. Газда. Така е. Тараба. Тараба. Така е. Паста. Паста. Тоа што жена ми 7 пати ми повтори да го купам завчера. И пак се врати без паста дома. Одев дополнително паста. Гајда. Гајда. Некаде прочитав дека македонската гајда ја прогласиле за какво беше некое богатство, ама светско Национално културно, богатство. Национално богатство, како беше. Супер. И точен одговор. Лајсна. Лајсна. Утепа со зборови, ми треба дека лајсни треба да сменам дома. Скај ми ги погоди све, бе. Асоциација. Вау, овде, во мал мозок. Рачка. Рачка. Така е. Ташна. Ташна. Така е. Машна. Машна. Така е. Вазна. Вазна. Така е. Врата. Врата. Точно. Тацна. Тацна. Така е. Кравата. Кравата. Точен одговор. Макара. Макара. Точен одговор. Мачка. Мачка. Така е. Крава.
Крава. Точен одговор. Уште две. Масажа. Масажа. Добро ми дошла на сега масажа. И последниот. Од масажа, на што ќе одим? Краста. Кажи. Краста. Краста, од масажа на краста одиме. Ке се памти масажа. Краста, 21 точен одговор за Ѓоко и Никола. Браво, посебно за Никола, ги излета зборчињава секоја чест. Брзо, без да застанеш во ниеден момент. Браво, заслужа првиот поен, но имам уште една лицитација, внимателно. Перо и Златко, може би требаш уште малце да им нададеме повеќе, па да видиме на време дали ќе ги фатиме или на кондиција. Мислев само една нада. Само една, затоа прашајте ме. Ве молам, во иднина, прашувајте бас од овие причини. Ако нешто не ви е јасно и малце, ако се сомневате, слободно прашајте ме. Они ме праша, истото ме праша претходно, ама не сме се разбрали. Како е да имаме уште една лицитација, само фокусирано, сконцентрирано во продолжение и работите може да се променат. Но пред да кажам темата за втората лицитација, да прочитам дел од оние зборчиња кои од самоглас ќе содржат само буквата А. Тука ги имаме бакар, баклава, басна, брада, вазал, потоа гаража, даскал, дабар, жабар, жалба, заграда, јабана, кавал, лаванда, магма, набавка, парада, павлака, савана, табак, табла, фарба, шамак, шапка, шатка и така натаму. Ги има доста. А сега, драги гледачи, време е за второто надавање, односно втората лицитација. Темата за истата гласи. Држави кои не освоија медал на Олимписките игри во 2024 година. Бараме имиња на држави или на олимписки комитети кои настапија на последните Олимписки игри, но не освоија ниту еден медал. Морам само да напоменам дека не настапуваат само признати држави, туку исто така настапуваат и непризнати држави, како што рековме, олимписки комитети и така натаму. Значи, морат да имале своји учесници, но да не освоиле медал. Внимавајте. Ѓоко и Никола, дали не е јасна темата? Да. Да, одлично. Перо и Златка, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Перо и Златко. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Ѓоко и на Никола. Перо и Златко, кога ќе имате понуда, да слушаме. 4. Започнуваме со 4. 6. 6. 8. 8. 9. 9. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 16. 16. 17. 17. 20. 20. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде, Перо и Златко. Имате шанса се самите да го изненачите резултатот и да играме на пенали потоа за целосен пресврт. Но, имаме 20 празни полиња, не се премногу, се не се ни малку, кои што треба да ги исполниме со имиња на држави кои не освоиле медал на последните Олимписки игри, односно на Олимписките игри во 2024 година. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Може. Северна Македонија. Северна Македонија, ние тука само Македонија ќе се викаме сега. Македонија. Они таму нека Имам не примерби. Нека има примерби. Ние сме газди денеска. Да. Така. За жал, прв точен одговор, Македонија во 2024 година на Олимписките игри во Париз не освои ниту еден медал. Но, на наредните. Така Се е. надевам. Живи и здрави. Кој друг е овој несреќен клуб? Бугарија. Бугарија.
Чекај да видам, иако мислам дека Бугарија освоја некој медал, само да видам. Дај Боже да грешам. Иначе, Бугарија на последните Олимписки игри има вкупно освоено 7 медали, од кои 3 се златни. За жал, одговорот не е погрешен. Перо и Златко. Погрешни прашања. Погрешни прашања, кажи. Ај вака, за да тепаме малце искуство. На Златко му е прв пат и не сакаме наредниот пат, затоа што ќе имате шанса повторно во блиски дни да се пријавите, значи во текот на оваа сезона да дојдете повторно, дека не освоивте парична награда, такво не е правилото, можете слободно да се пријавите. За да натепаме искуство. Сега ќе одиграме една партија пенали, ќе одиграте, нема да се важат тие за ништо, значи нема, победникот више за жал го имаме, мислам за ваша жал го имаме, тоа се Ѓоко и Никола, но за да набиете искуство, ќе одиграме една партија пенали. Важи, за наредниот пат кога ќе дојдете, да не биде ваков резултатот, туку да си заминете како победници. Може? Може. Драги гледачи, пред да одиграме едни, како да ги кажам, ревиални пенали, така нека бидат, ревиални пенали, да ги прочитаме оние држави кои што ни правиат друштво на Македонија во овој несреќен клуб на неосвојувачи на медали на последните Олимписки игри. Тука ги имаме Авганистан, Босна и Херцеговина, Бангладеш, Боливија, Венецуела, Виетнам, Гана, Доминиканска република, Еритреја, Естонија, Ирак, Исланд, Камерун, Кувајт, Латвија, Либија, Лихтенштейн, Луксембург, Малта, Монако, Нигерија, Парагвај, Сан Марино, Саудиска Арабија, Танзанија, Уругвај, Финска, Црнагора, Шри-Ланка и уште едно 90 на држави. Не сме сами, повеќе од 100 се неосвојувачи на медали на последните Олимписки игри во Париз. А сега, играме едни ревиални пенали, се извинувам, чисто за Златко, нели, да го добие оне искуство за тоа што сакам наредниот пат кога ќе дојдат во листа за 300, похрабро да одиграат и резултатот да биде поинаков. Па затоа, да не должам повеќе. Темата за денешните пенали гласи: зборови од песната "Си заљубив едно моме". Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во песната "Си заљубив едно моме". Ги признаваме и зборовите кои се разликуваат макар и со една буква. Секако, секој збор можете да го кажете само еднаш. Ѓоко и Никола, дали не е јасна темата? Да. Перо и Златко, дали не е јасна темата? Да. Знаете, драги гледачи, без разлика дали играме регуларни онакви пенали или пак ревиални пенали, секојаш први со одговарање започнуваат тековните предизвикувачи. Она што е нели поразлично од остатокот од квизот е што кабините се вклучени во текот на целиот процес, значи може да се слушнат едни со други и одговараат напоредно едните па другите. А сега, да го слушнеме првиот одговор на Перо и Златко. Повелете. Се извинам, само зборовите од насловот не смееме да ги играме, заборавив да кажам. Малечко. Малечко. Малечко е прв точен одговор. Големо. Големо. Така е. Убаво. Убаво. Јас верувам дека бил убаво, само дали испел така. Само момент да видиме. За жал, Перо нема убаво. Дали Ѓоко и Никола имаат можеби одговор? Дојде. Дојде. Време. Дојде е точен одговор, што значи Ѓоко и Никола на ревиалните пенали поуспешни, иако ништо не ви значи вас ова, ниту пак на вашите противници, чисто ги одигравме да им дадеме малце поише искуство на вашите противници. Ѓоко и Никола, повторно ќе ми се придружите тука на главната сцена и повторно ќе имате шанса да освоите пари. Ке поред ги ми зема просто пат 300 ќе витува. Но пред да ве повикам, да се поздравам со вашите противници, секако да ги прочитаме зборовите од песната "Си заљубив едно моме". Перо и Златко. Време, години, значи. Искрено, многу ми е криво што вака завршуваме.
Ве чекам повторно да се пријавите во листа за 300. Секако. Сега имаме искуство плюс. Јас знам дека знаењето ви е поголемо и дека не е ова оној реален резултат, па затоа и ве чекам повторно да дојдете, повторно да се дружиме и тоа ќе ни покажеме на гледачите вистински кои сме и што сме. Договорено? Договорено. А сега останете ми во добро здравје, за жал морам да ви кажам чао. Чао. Драги гледачи, да ги прочитам сега зборовите од песната Се заљубив едно моме, па потоа ќе ги повикам Ѓоко и Никола тука на главната сцена и ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Се заљубив едно моме од малечко до големо. Дојде време да го земам, оф, аман, падна, моме се разболе. Јас отидов да ја видам, ми побара понадица. Среде зима бело грозје, оф, аман, среде лето жолта дуња. Јас отидов во чаршија да побарам понадица, среде зима бело грозје, оф, аман, среде лето жолта дуња. Ко се вратив од чаршија, сретнав момена носилка. 200 давам, спуштете ја, оф, аман, 300 давам, да ја видам. Тоа се зборовите од песната Се заљубив едно моме, а сега ги повикувам Ѓоко и Никола да ми се придружат тука на главната сцена и да видиме што ќе направат. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по пузата. Никола и Ѓоко ми се придружија повторно тука на главната сцена. Еднатиот пат ми зема 300 евра. Ке видиме денеска дали ќе биде убаво морен, не се смете. пробаме. Супер. Минатиот пат успеавте да ми земете 300 евра, се надевам дека и денеска ќе го сторите истото. Како сте? Па, супер. Имавте интересна партија денеска, можеби на гледачите ќе ми изгледа дека лесно поминавте, но баш тоа сега нели дискутиравме дека втората тема не беше воопшто наивна. Да, тешка тема. Тешка темичка беше, на прва звучеше дека и знаеш па кои ние еве немаме освоени, после си кажеше па чекај кои се другите за немаат. Знаеме дека 200 земји учествуваат на Олимпијада и проблем малце. Еден медал ќе упропасти се. Да, еден медал. Еден медал да пропасти се етете. Ова е ситуацијата кога се молиш да немаат освоено медали, чудна работа. За денес имам исто така интересна тема, минатиот пат нели зборевме за најголеми држави во светот, така беше? Да, за држави. Најголеми држави. Денес е нешто поврзано со најголемите градови, но ќе ви кажам понатаму. Прво да се потсетиме како стоат работите со листата, иако не гледам поента зошто. Директно може да дојдеме, знаете, 15 носи 300 евра. Тоа е тоа. За 3 точни одговори вас ви следуваат 50 евра, добро познато, и 100 евра за 6, за 9 150, за 12 200 и за 15 точни одговори. Ѓоко Никола колку? 300. 300 евра, така е добро, викам да не сте заборавиле. Кажи да заборавме, сега ќе се подсетиме, таков не е планот. Имам интересна тема, кажете ми, Шпанија сте биле? Да. Да, не. Не си бил во Шпанија? Штета, ајде сега ќе го тестираме знаењето со Шпанија, поврзано е. Па ако ти е добро, лето таму на одмор. Може така? Може. Не, се договорени сме. Ѓоко, дали ти си имал шанса? Не. И јас во Барселона добро бев, ама таа не го рачунаме. Други делови, нели, онде каталонци се. Не сакам шпанци да ги викаш. Драги гледачи, слушајте вие убаво. Денеска го тестираме нашето знаење на тема. Најголеми градови во Шпанија според број на жители. Извор, сајтот на преглед на светската популација. Бараме имиња на градови во Шпанија кои имаат повеќе од 100.000 жители. Мадрид. Мадрид, одма пукаме, добро. Реал Мадрид. Ај Барселона. Мадрид, точен одговор. Потоа идеме Барселона. Дали они сега што сте дел од Шпанија или не, никој не ги прашува. Барселона, втор точен одговор, така е. Валенсија. И Валенсија. Доколку Валенсија е точен одговор, Хихон, Билбао. 50 евра се за Ѓоко и Никола. И секако дека е точен, првите 50 евра денеска се во ваши раце. Што правиме за понатаму? Севиља. Севиља. Така е. Билбао. Билбао. Вио. Билбао. Точен одговор. Виго. Виго. Виго за 100 евра. Хихон, Тенерифе, Марбеља. Така е, точен одговор. Честитки Музин. Што правиме за понатаму? Идеме понатаму. Одиме понатаму. Хихон. Хихон.
Да ти кажам, до сега заслужи да одиш во Шпанија. Ајде. Сарагоса. Сарагоса. Со парите, такво неких сме нешто да направиме некоја глупост во продолжение, што не верувам. Ваљадолид. Со овие пари. Ваљадолид. Ваљадолид. Цела Шпанија ќе. Да, ке шетаме со лелелеле. Те можеш барам авионска карта, ако ништо друго да си купиш за до едно место. Така е, со Ваљадолид 150 евро за Ѓоко и Никола. Што правиме за понатаму? Имам уште 6 празни пулиња за да освоиме она максимална сума од 300 евра како и минатиот пат. Не, ќе одиме понатаму сигурно. Одлично. Размислете си, имаме време, значи немојте да брзате. Sociedad. Sociedad. Сосиедат. Чекај, ај размислете. Чекај да видиме. Чекај ме, тоа беше малку. Кој е? Ибица. Ибица. Марбелја, Марбелја. Не, Имаат Марбелја жители. Алмерија. Алмерија. Така е. чекај. Ама се острова. Мислам дека имаат, таму малце да не се. Да не се малце жители. Не, ова речи во друга, доле едно што беше со 4 букви исто. На Тенерифе да не ви текнува еден град. Име марка, облек. Нема вез, да не ве збузнам. Тенерифе. Не, нема град Тенерифе. Има град што се вика како се викаше сладкарница кај нас. Сладоледи кај што продава. Ајде, уште 2 секунди. Малага. Малага. Требаше да ти кажам као на грчки, ама... Мајорка. Памплона, бе. Памплона. Не, чекај. Памплона, шо голем град. Памплона. Малага. Памплона. И Памплона. За 200 евра. Чекај да видиме. Ше 3. Уште 3, ајде ќе ги најдем. Знаеш? Памплона за 200 евра, точен одговор. Браво за Никола и за Ѓоко. Ајде, уште трички се. Имате тука. Иде, вели. Чекај, да размислиме. Ајде, размислете. Размислете, не кажувате дали одите понатаму или не, видете, Значи, чекај. консултирайте се, имаме време, слободно. Доле да кажам, да. Вилјареал. Вилјареал е мал град. Да. Гетафе, ама не, тоа е Мадрид стои. Ибица. Лорет де Мар исто мал град. Севиља, Бетис, ама не тие со Севиља. Други некои. Каликано. Не, мало е. Горе беше овде. Доста. Ајде, беше малце мисли. Ја можем да ви асоцирам само да не ме караат затоа. Не, ова горе до Билбао што беше едно исто игра фудбал. Ейбар. Ейбар е у Баскија. Не искам да ве навлечам еден да ви асоцирам, па после да ве заглавам. Затоа, тоа е. Не, ќе се откажеме. Не. Две ако ми дадете едно, ќе ви асоцирам одма. Не знаеме колку жители има, дали се повеќе се туристички места. Криво ми е за 3. На тофа так ми се. Сантандер. Сантандер. Сантандер, да, може. Картагена. Ајде. Ки идеме понатаму? Ки идеме понатаму? Ајде. Картагена. Картагена, чекам да го кажете.
Така, Картагена е точен одговор. Албасете. Албасете. Чекај да видиме. Чекај да мислете во меѓувреме. И Сантандер за крај. Град ли е тоа? Ја видите дека едно ќе ви асоцирам. Едно е екзотично дрво. 172.014 точен одговор, Албасете. И последно ви ветив дека ќе ви кажам, дека ќе ви асоцирам дрво, што ме посеќа. Кокосови орови. Палма де Мајорка. Палма де Мајорка. Палма. Ајде, идеме. Палма за 300 евра. Ако ви ги земам, замисли се, зашто сум љубоморен дека ми дате од пати се ви правам фора. Тај кај да те видам. Штап, нема парички пиле. Не би ви направил такво нешто, барем не денеска. Може во некој од наредните издања. Палма. Последно да гутнеме греот. Сантандер. Сантандер. Видно? Палма го играме последно. Палма де Мајорка. 15 точка, тешко беше, ти кажа, па нема вајда да ти асоцирам погрешно. Не кеф на последното, секој чест Геоко и Никола, заслуживте сега. Нели со мала помош, сепак играме за најголеми градови во Шпанија, според број на жители, не беше ни оваа тема лесна. Да, сите ги така знаеме, се оние кажа. неколку нели што се, ете, првите Ситни 6 се, да речеме ги знаеме, но после тоа веќе е проблем. Потешко иде. Да, се потешко и потешко иде. Заслужено и твојот пат за Шпанија, значи имаш право да отидеш слободно. Заслужено ти е, можеш да искористиш стварно дел од парите да си отидеш летово на едно патување низ Шпанија. Можеш и татко ти да го земиш, тама заедно да идете, што една тура, машко Така е. патување, да. Георги Никола, супер, на моје огромно задоволство, знаете дека си обезбедивте учество и за следното издање на нашиот квиз, што значи повторно ќе се дружиме, повторно ќе имате шанса да ми земете пари. Повторно се гледа. Ова го имаме сега, вака имаме, мислам дека само еднаш не си има случајно да имаме ваков 100% учено како што имаме до сега, 2 учества и 2 300-ки. Ако продолжиме со ова темпо, баш ме интересира. Ајде, ќе видиме. Да, дај Боже, кажеш. Јоге Никола, едва чекам да се дружиме во следното издање на листа за 300 и да видиме што ќе направиме тогаш. Ајде сега ќе ги прочитам овие најголеми градови во Шпанија според број на жители. Ќе пробам сега да ги издвојам. Тука ги имаме Бадалона, потоа ви го кажавме Гранада, Елче, Кордоба, не знам дали кажавме Кордоба, Коруња, Лас Палмас, потоа Мурсија, Овиедо, Памплона, Санта Крус на Тенерифе, што ја кажав, има една скитарска фирма Санта Крус, па потоа мислам да случајно да не ви текне, ама подобро, не? И Сарагоза, Севилја, Хихон и така натаму. Одлично ги кажаме, барем поголемиот дел, 80% од оние кои што јас ги имам издвоено како најголеми градови во Шпанија, не дека тие се само, ги има повеќе. Но во целиот случај честитки, со здраве да си ги трошите парите. Драги гледачи, ме оставија без зборови Геоко и Никола, уште еднаш ми земаат 300 евра и ќе лажам ако кажам дека не ми е мерак. Им посакувам уште многу пари да ни земат во листа за 300, а ќе имаат шанса веќе во следното издање на нашиот квиз. Затоа, ви останете со програмата на телевизија Сител, останете во добро здравје, чекајте го следното издање на листа за 300 и секако немојте никако да заборавите дека ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!